А ние ќе си продолжиме повторно. Се ќе биде во духот на големиот празник Великден, па така и во продолжение. Меѓутоа, зашто конкретно и што ќе слушнете во продолжение, ќе ја вклучиме линковски во живо нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, на која што ќе посакам добро утро, Ивана, и повели со разговорот. Јас само кажав дека се ќе е во духот на Великден. Да, токму така, Слободанка, добро утро до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Ово утро ве поздравуваме од Основното општинско училиште Војдан Чернудрински во општина Карпаш, каде што токму денеска по повод големиот христијански празник, Христовото воскресение Великден, ќе се одржи хуманитарен базар со почеток во 17 часот и 30 минути. Базар на кој што се одржува традиционално секогаш пред великденските празници и пред новогодишните и божикните празници, и секогаш ваквите базари се од хуманитарен карактер. За идејата и за организацијата ово утро ќе разговарам со директорот на Основно општинско училиште Верица Неткова Пројчева. Ќе ви посакам добро и убаво утро, директорке. Како се роди идејата, како започнавте пред неколку години, нели, да се одржуваат и да се организираат овие хуманитарни базари? Добро утро и од мене. Идејата се роди уште многу одамна. Кај децата желбата е да помогнеме таму каде што е најмногу потребно. Заедно во соработка со Советот на родители и сите наставници работиме на ова, правиме најразлични изработки, ги мотивираме децата да бидат креативни со тоа што помагаме таму каде што е најмногу потребно. Така, колку се децата вклучени во целиот процес и колку време еве се подготвува базарот, еве конкретно овој кој што ќе се одржи денеска? Па вака сега, значи 2 недели сигурно се подготвуваат, бидејќи се прават рачни изработки, во зависност од тоа за која возраст станува збор, дали се кај првачињата или па поголемите во предметна настава. Значи се работат најразлични изработки, можеби да е глина, можеби да се честитки и различни украси поврзани со великденските празници, каде што ги мотивираат дечињата да бидат креативни и сето тоа да го изложат и потоа да се продаде. Што се може еве да се најде? Споминавте рачни изработки, што се прават еве низ годините дечињата, некогаш со помош од наставниците и со помош од родителите? Па вака сега, најпрвен може да се направат домашни производи кои што се зготвени од дома, поврзани со празниците, например, дали тоа некои колачи. Например, еве сега за великденските празници може да донесат бојадисани јајца. Овде во училиште изработуваат честитки поврзани со, пример, еве за новогодишните базари. Тогаш ги изработуваме честитките, тие ги продаваат. Имаме глинени производи кои што на часовите по ликовно ги бојат и потоа децата ги продаваат сите тие рачни изработки. Да, убаво да се учат децата уште од најрана возраст, да бидат хуманини, од какво значење еве ова за децата, да им се потикне еве една таква свест уште од најрана возраст. Па ги учиме децата уште од мали години да бидат солидарни, да се јави емпатијата кај децата, да знаат да помогнат таму кај што е најмногу потребно. Значи, преку тие изработки децата на некој начин се емпатични и солидарни и помагаат таму каде што е најмногу потребно. Особено, значи, станува збор овие сите, значи, донации се наменети за децата од социјален ризик, таму каде што е најмногу потребно. Ние сите овие средства ги донираме. Да, како може да се вклучат еве можеби и другите граѓани кои што сакаат да бидат дел или од овој хуманитарен базар и каде конкретно еве се донираат средствата собрани од базарот? Вака сега, значи сите граѓани, значи денеска е отворен денот, значи може да дојдат во училишната сала на нашето училиште Војдан Чернудрински. Таму сите производи ќе бидат изложени, поставени на клупи, каде што учениците од прво оделение до 9 оделение, значи се вклучени сите ученици во целото училиште и ги продаваат. Значи секој граѓанин кој што појавува желба може да дојде да присуствува на овој отворен ден, значи великденски базар, да си купи што сака, со тоа значи на некој начин станува и тој вклучен во целата активност. Со тоа што сите средства собрани ги донираме. Дали тоа станува збор за децата од нашето училиште кои што се од социјално загрозени, значи семејства, или пак можеби, значи таму каде што е најмногу потребно. Например, еве конкретно ќе се надоврзам за новогодишниот базар, значи дониравме преку 50 пакетчиња на СОС детското село и бевме хумани, добивме благодарница и така да израдувавме некои дечиња. Да, секогаш нели средствата се донираат онаму каде што е потребно, најмногу потребно, овој пат за некои деца кои што се нели од вашето училиште. Дали планирате еве вакви базари и во иднина и вакви настани кои што се од хуманитарен карактер? Да,
ова продолжува како традиција. Покрај Великденскиот базар и Новогодишниот базар, ние се произнесуваме и со повеќе, правиме хуманитарни приредби, изложби. Пред некоја недела имавме една многу убава изложба во училиштето која што беше од хуманитарен карактер и покажа голем успех. Да, јас ви посакувам уште многу вакви настани во кои што ќе бидат вклучени децата заедно со нивните родители и со наставниците и дека ќе се помага и понатаму затоа што секогаш помошта е добре дојдена онаму каде што е потребна и за оние кои што треба да си ги прослават празниците во убави моменти и во убаво расположение. Ви благодарам на вашето одвоено време. Ви благодарам и на вас за се. Да, ние ќе ве поздравиме токму од ова основно општинско училиште и ќе ве поканиме, секако базарот е од отворен карактер, ќе ве поканиме во 17 часот и 30 минути да дојдете во спортската сала во основното општинско училиште Војдан Чернодрински во општината Карпош и да бидеме сите заедно хумани, да покажеме дека можеме и да им го направиме Великден на сите оние кои што не можат да се дозволат малку поубав и да покажеме и кај најмалите, кај децата, дека треба да се биде хуман, дека треба да се биде солидарен уште од најрана возраст. Ивана, многу ти благодарам за ова вклучување, посакувам се најубаво и да помине онака како што и си замислиле успешно.